Почитувани, досега очекувавме и видовме се од талогот на СДС, но ова веќе ги преминува сите граници. Вакви пораки на социјалните мрежи биле праќани од страна на активисти на СДС кон граѓаните. СДС го допре дното и со умисла создава паника и хистерија за тоа дека водата во Скопје не била безбедна за пиење, додека вистината е сосема спротивна. Ова е смислено сценарио поради финансиско профитерство на фирми блиски до СДС, кои работат со продажба на флаширана вода. Намерно, во договор со структури на СДС, создаваат паника и хаос помеѓу граѓаните во Скопје, за да тие заработат денар повеќе, а СДС политички поени. Граѓаните на главниот град пијат чиста и безбедна вода за пиење, а Филипче од Грција на гости кај Заев, каде ги поминува годишните одмори, дал насока до неговите пајташи од СДС да создаваат недоверба кај граѓаните за безбедноста на водата. До каде дојде некогаш големата СДС? Дојде до талогот, до дното. Наместо да се извинат за Гостивар, но и за сите други населени места во кои изминатите години, додека тие беа на власт, поради Филипче и СДС, граѓаните конзумирале небезбедна вода за пиење, а тогашните власти не ги известувале преку институциите, денес одат чекор повеќе и прават хаос во општеството, затоа што не знаат како да дојдат до медиумско и граѓанско влијание. Ова веќе ја помина секоја граница. Го повикуваме Министерството за внатрешни работи да ги најде поединците кои по насока на СДС шират дезинформации за водата во Скопје. Го повикуваме и јавното обвинителство да се разбуди од лапокиот сон и да почне да работи. Одговорност за тоа што граѓаните се труеле со години, а не дознавале, како и за ширење на лаги и манипулации како оваа денес во Скопје, мора да има. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти веќе дека водата, нема ли известување од водовод и канализација дека нивните лабораториски анализи покажале несоодветен резултат, односно дека се било окей со водата, дека била безбедна и чиста водата. Зошто сметате дека овие пораки се шират? Дали се тоа чин на пропаганда, на хистерија или нешто друго? Политичка природа или нешто друго прашање? Не само агенцијата, сите надлежни институции, Институтот за јавно здравје и јавното предпријатие вода преку својата лабораторија и општинските, односно властите на градот Скопје и сите останати надлежни институции потврдуваат легитимно со документи дека водата за пиење во Скопје е безбедна и се мониторира на дневно ниво од преку 40 позиции. Така што ова е само едно смислено сценарио за политички профитерство на СДС и за финансиско профитерство на фирми блиски до СДС. Видите дека Министерството за внатрешни работи треба да преземе мерки, да ги открие оние што шират ваква пропаганда преку СМС пораки. Дали тоа треба многу брзо и ефективно да се направи, за да не со оглед на целата ситуација, нели со западно-неската треска и со Гостивар, се тоа создава кај луѓето многу паника. Токму затоа го повикавме Министерството за внатрешни работи, од причини што ова е еден хаос кој што се обидува опозицијата да го создаде на една тема која што е многу чувствителна во јавноста и очекуваме од Министерството за внатрешни работи промптна итна реакција и најбрзо во најкраток рок да ги открие овие сторители на овие кривични дела за ширење на страх и паника помеѓу граѓаните.